Поради монтажа на семафорски портал кај млечен ресторан, утре од 8 до 10 часот ќе биде целосно затворен за сообраќај делот на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, од крстосницата со улицата Франклин Рузвелт до крстосницата со улицата Њу Делхиска, извести град Скопје во посочениот период, односно од 8 до 10 часот. Автобусите на ЈСП на линиите 4А и 5 ќе се движат по улицата Франклин Рузвелт, булевар Партизански одреди и булевар 8 септември, заобиколувајќи го така затворениот дел од булеварот и повторно ќе излегуваат на Митрополит Теодосиј Гологанов. Добро дојдовте во Урбаните вести. Започнуваме. Србија со богата туристичка понуда. Се реализира проектот Младоста и искуството, моќта на хуманоста. Градот Скопје го најави Визер Скопскиот маратон 2014. Средба со наградени македонски автори, добитници на меѓународни награди и признанија. Се расчистува депонијата пред влезот на Сарај. Улицата Ѓорги Пешков се претвара во пешачка патека. Во недела на 11 мај низ скопските улици ќе се одржи традиционалната спортска манифестација на град Скопје Визер Скопски маратон 2014. Најавени се околу 1500 кандидати од 30 земји за учество на маратонот, кој оваа година е со зголемен награден фонд за 60% и изнесува 16.000 евра. Рокот за пријавување е до 20 април за полумаратонот и маратонот, а за хуманитарната трка до 30 април 2014 година. Во организација на Визер Скопски маратон 2014 ќе бидат вклучени и над 300 волонтери. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Годинешното издание на Виз Ер Скопскиот маратон 2014 ќе биде најмасовната и најквалитетната маратонска трка одржана досега. Ова денеска на пресконференција го истакна организаторите на 8-миот поред Скопски атлетски маратон 2014. Околу 1500 кандидати од 30 земји досега се пријавиле за учество за овогодинешниот Скопски маратон, кој ќе се одржи во недела на 11 мај. На програмата ќе бидат трката на 5 километри, која има и хуманитарен карактер, полумаратонот и главната трка маратонот на 42.195 метри. Покровител на настанот, градоначалникот на град Скопје Коце Дреновски ја нагласи културната, економската и туристичката димензија на Скопскиот маратон и неговото значење за главниот град, потенцирајќи дека со овој настан Скопје се впишал во мапата на европските и светските маратони. Со овој настан Скопје се впиша во мапата на европски и на светски маратони, а нашиот град секоја година е домаќин на се поголем број афирмирани и етаблирани маратонци од целиот свет. За реномето на Скопскиот маратон зборува и податокот дека тој е важен и за исполнување на норми за учество на сите значени европски и светски шампиони, како и за Олимписките игри. Гордост е да се потенцира дека градот Скопје, заедно со Канцеларијата на Европската Унија во Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортови на Скопје, а во соработка со Атлетската федерација на Република Македонија и атлетските клубови успеа да направи препознатлив настан на кој секоја година се пријавуваат се повеќе професионалци, рекреативци, граѓани, ученици од основните и средните училишта, пријатели на спортот и на позитивната енергија. Оваа година промотор на Виз Ер Скопски маратон 2014 ќе биде рекордерот во маратон Вилсон Кипсанг од Кенија, кој го собери светскиот рекорд минатата година на маратонот во Берлин, постигнувајќи резултат од 2 минути 3 секунди и 23 стотинки. Благодарение на генералниот спонзор Виз Ер, годинешниот награден фонд на Скопскиот маратон 2014 е зголемен за околу 60% во однос на минутогодишниот и вкупниот награден фонд за 2014 изнесува 16.000 евра. Максималната награда во зависност од оствареното време на маратонската трка е 3.800 евра. Евроамбасадорот Ојово Раф е среќен што и годинава Скопскиот маратон ќе се одржи во мај и тоа токму по повод Денот на Европа. Особена гордост ми представува што Скопскиот маратон се одржува токму во мај по повод Денот на Европа. И да ви кажам дека делегацијата на Европската Унија го има поддржувана Скопскиот маратон од неговите почетоци во 2007 година и ќе продолжи делегацијата на Европската Унија да го поддржи во иднина. Можем да кажем дека спортот генерира многу важни вредности како што е тимскиот дух, солидарноста, толеранцијата
и фер играта. Со тоа придонесуваме кон личниот развој и исполнетост. Европската Унија, како таква, ја препознава важноста на спортувањето. Токму поради оваа причина, во рамките на новата програма на Европската Унија Erasmus+ за периодот 2014-2020 се предвидува финансирање на активности во сферата на спортот. Бројот на учесниците во Скопскиот маратон се зголемува секоја година и јас искрено се надевам дека и оваа година бројот на учесници, како и на спортисти, ќе биде уште поголем, кои што ќе доаѓаат од целиот свет. Агенцијата за млади и спорт годинава издвојува 300.000 денари за подршка на маратонот во Скопје, а во годинешното издание на Виз Ер Скопскиот маратон Агенцијата за млади и спорт ќе се вклучи и со свој тим, што ќе трча во категоријата Team Building во рамките на хуманитарната трка на 5000 метри. Скопскиот маратон представува меѓународна спортска манифестација која од година во година станува се помасовна и се поуспешна. Благодарение на нашата заложба, тоа во изминатите неколку години се потврди со членството во Меѓународната асоциација на маратони и улични трки, со што Скопскиот маратон стана и меѓународно признат маратон. Дополнително, Скопскиот маратон стана многу повеќе популарен меѓу интернационалните надпреварувачи, откако почна да се бодува за норми за учество на европските и светските првенства и за учество на олимписките игри, и со самото тоа ја достигна европската и светска афирмација. Од година во година се зголемува бројот на учесници од сите континенти, од Европа, Америка, Австралија, Азија и Африка, и со тоа потврдуваме дека сме рамо до рамо со организаторите на некои од најпознатите светски маратони. Сакам да ви известам дека голем дел од вработените од Агенцијата за млади и спорт практично се пријавија на оваа трка и ја дадоа својата масовна поддршка во реализацијата практично на мини маратонот. На крајот, дозволете ми да упатам една порака и да ги повикам сите спортисти во Република Македонија, сите носители на признание и награди кои што ги доделува Агенцијата за млади и спорт, сите спортски работници, рекреативци, влюбеници во спортот и во атлетиката, да излезат на 11 мај, да не поддржат, да дадат масовна поддршка и секако да придонесат целосно во успешна реализација на овогодинешниот 10-ти јубилеен атлетски маратон во Скопје. Во рамките на Виз Ер Скопскиот маратон 2014, Атлетската федерација на Македонија ќе го одржи државното првенство во маратон. Досега за трките се пријавени околу 1500 учесници, а се очекува годинава на скопските улици да истрчат околу 5000 професионални атлетичари, рекреативци, граѓани и ученици од основните и од средните училишта. Бројот на земји учесници за сега е 30, а за прв пат оваа година пријавени се учесници од Бразил и од Португалија. Годинава сите заинтересирани можеа своите пријави да ги достават од 1 јануари. Рокот за пријавување е до 20 април за полумаратонот и маратонот, а за хуманитарната трка до 30 април 2014 година. Во организација на Виз Ер Скопски маратон 2014 ќе бидат вклучени над 300 волонтери. Организаторите ги поканија сите граѓани на Скопје максимално да излезат на овој традиционален спортски настан и во што поголем број да им дадат поддршка на сите учесници на овој јубилеен 10-ти Виз Ер Скопски маратон 2014. Република Србија денеска го промовираше својот туристички потенцијал за привлекување на туристи од Македонија. Главните адути на Србија се Златибор, пајнскиот туризам, реномираниот фестивал Екзит, околината на Нови Сад и Белград. Македонија и Србија се уште го немаат извлечено максимумот од соработката во областа на туризмот. За нејзино унапредување планираат заеднички производи кои ќе опфатат нова целна група и ќе овозможат поголема размена и поголеми економски ефекти. Како што беше речено денеска во амбасадата на Република Србија, каде беа представени туристичките потенцијали на северниот сосед, се очекува туризмот да ја исполни не само економската, туку и политичката функција преку испраќање силна порака до државите надвор од регионот, дека е можен заеднички модел и представување. Во Македонија минатата година биле евидентирани 40.000 српски туристи кои реализирале 80.000 ноќевања. Во Србија пак бројката на наши посетители достигнала 35.575. Тие оствариле 71.079 ноќевања. Македонија е на 9-то место во Србија во однос на посетителите од другите земји.
Србија исто така одлучи да го зајакне своето туристичко присуство во Македонија. Според Гордана Пламенац, директор на туристичката организација на Србија, земјава треба што поскоро да стане членка на Европската туристичка комисија, не само поради подобра промоција, туку и за размена на знаења, како и искуства во насока на поефикасно представување. Главните адути на Србија со кои ќе се привлекуваат туристи од прекуокеанските држави се различноста во однос на културата, природата и гостопримството. Српската амбасадорка Душанка Дивљак Томиќ нагласи дека денешните туристи се многу пребирливи. За да се задоволат нивните барања, неопходно е вложување голем напор и средства, интензивно и континуирано работење. Туризмот во денешно време дава се поголем придонес во развојот на целокупната економија на нашата држава. Нашите граѓани со години доаѓаат во Македонија. Тука постои голема традиција, но мислам дека се уште има простор за напредување на оваа соработка. Подобро да се запознаеме, повеќе да се дружиме, бидејќи тоа придонесува за целокупната соработка помеѓу двете држави и подобра иднина за сите нас. Da se više družimo, jer sve to doprinosi ukupnim odnosima između dveju država i boljoj budućnosti svih nas. Како најголеми туристички потенцијали српската амбасадорка ги нагласи Златибор, бањскиот туризам, а во однос на забавата која ја бараат младите, фестивалот Екзит, Нови Сад со околината и космополитскиот Белград. Vi mladi svakako ste najzainteresovani. Вие младите сте секако најзаинтересирани за забава, а Екзит, еден од најпознатите фестивали во светот, тоа го овозможува. Белград како еден космополитски град, препон со млади луѓе од сите страни на светот, е одличен за дружење и за меѓусебно запознавање. Исто така многу атрактивна дестинација е и Златибор. Покрај тоа атрактивни се секако и бањите, односно бањскиот туризам. Србија секоја година има поинаков фокус во однос на туристичкото представување. За 2014 година целна група се младите, поради што од 15 овој месец се реализира и онлайн кампањата Lifestyle Србија. Се прикажуваат српската креативност, иновативност, забава, гастрономија, местата за одмор, фестивалите. За промоција на земјата значително придонесе и публикацијата 52 викенда во Србија, испечатена на јазиците на сите земји од регионот. Во промотивниот центар на сајмот на книгата, денеска Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје организираше средба со наградени македонски автори, добитници на меѓународни награди и признанија. За значењето и придонесот на меѓународните награди и признанија за афирмација на писателите од Република Македонија во светот зборуваше магистар Владимир Илиевски, кој ги представи авторите и истовремено беше модератор на овој репрезентативен книжевен настан. На средбата беа представени Матеа Матевски, Влада Урушевиќ, Ресул Шабани, Ристо Василевски, Санде Стојчевски, Веле Смилевски, Раде Силјан, Јордан Плевнеш, Бранко Цветковски, Христо Петрески, Александар Прокопиев, Ким Мехмети, Славе Ѓадимовски, Венко Андоновски, Лидија Димковска, Гоце Смилевски, Никола Маџиров, Јовица Тасевски, Етернијан и Николина Андова, од кои еден дел од нив не присуствуваа поради оправдани причини. Организаторот информираше дека на овој значаен културен настан се поканети и дипломатските представници на државите, во кои им се доделени наградите и признанијата на македонските автори. Во промотивниот простор Култура преку дебата за неверството ја промовираше книгата Во канџите на неверството од Тес Стимсон. На темата неверство дебатираа Дарко Станиќ, Наталија Малахова-Тодоровска, Бетмен Велит, Хелена Роза и Петар Ѓошев. Издавачката куќа Галикул ги промовираше книгите Медот во крвта од Ферит Мукиќ и Надвор од линијата од Ивана Тасев. Започнаа градижните работи на улицата Ѓорги Пешков, која до средината на летото треба да биде претворена во своевидна боемска улица, односно пешачка зона исполнета со летни тераси. За изведба на работите е задолжена фирмата Изградба Комерц од Скопје.
Фирмата треба да ја реконструира, партерно да ја уреди и да ја осветли улицата во Девермало, во близина на општинските бараки. Рокот за изведба според договорот е 12 месеци. Во план е целата улица и тротоарите да се поплочат со природни гранитни коцки во 3 димензии и бои. Просторот целосно ќе биде уреден хортикултурно. Во жардинјерите ќе се засади многу цвеќе, а ќе се засадат и дрвја. На почетокот од улицата ќе биде изграден мал плоштад и ќе бидат поставени нови стилски канделабри и нови клупи. Целата улица ќе биде пешачка зона, информираат од Општина Центар. Во договор со јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар, возилата ќе се паркираат на паркинзите на околните улици. Станарите ќе може да влегуваат како и возилата за доторна стока. Тоа ќе биде регулирано со столпчиња, објаснуваат од Центар. Општина Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст продолжуваат со реализација на проектот Младоста и искуството, моките на хуманоста. Целта на проектот е да се посетуваат старите и изнемоштени лица во нивните домови, преку давање психосоцијална помош, помош во обезбедување соодветни документи за аплицирање за користење на социјална помош, туѓа нега или друга еднократна помош, набавка на потребни прехранбени и хигиенски продукти, општи здравствени прегледи, како мерење на крвен притисок, шеќер во крвта, поправка на апарати во домакинството, разговори со семејствата и слично. За реализација на проектот ангажирани се волонтери од Црвениот крст Газибаба и лекари од здравствениот дом Ченто, со што се зголемува довербата на старите и младите лица, взаемно почитување, размена на искуства и стекнување пријателства. Проектот Младоста и искуството, моките на хуманоста, почна да се реализира во 2011 година. Општина Ѓурче Петров ја расчистува депонијата на влезната западна порта на градот пред стариот железен мост што ги поврзува општините Ѓурче Петров и Сарај. Оваа депонија беше уште еден од многуте загадувачи на почвата и на подземните води. Површината на депонијата изнесува повеќе од 12.000 квадратни метри, а достега се расчистени 2/3. Расчистувањето ќе продолжи и во наредниве денови. Целата површина ќе биде израмнета и повторно ќе се постават знаци за забрането фрлање градежен шут и отпад, велат од општината. Комуналните инспектори прават напори да ги откријат сторителите, а досега на самото место се фатени и казнети двајца граѓани од општина Сарај, што истуреле градежен шут и друг отпад на овој локалитет. Македонија во група со Франција, Чешка и Швајцарија во ракометните квалификации за Европското првенство во Полска 2016 година. Реал Мадрид против Бајерн Мюнхен и Атлетико Мадрид против Челси се полуфиналните двојки во Лигата на шампионите. Следуваат спортските вести, виднаш по рекламите.